Добро вечер. Ако воопшто ги има во април, тогаш дефинитивно почнуваме да одбројуваме до одржувањето на предвремените парламентарни избори. Според најавените рокови, собранието треба да се распушти следната недела на 12 февруари. Во меѓувреме претпоставувам дека во партиите веќе се цртаат контурите на новите партиски програми и прашање ќе биде што ќе се понуди ново како економски концепт. Што се случи во мандатот на владата предводена од СДСМ на економски план, кој може работи да ги издвоиме како економски успех, а кој како економски пораз. Вечерва во студиото мои соговорници се од левата страна, стандардно почнувам од таа страна, Фатмир Битики, председател на Комисија за финансии на СДСМ и се уште дел од советничкиот тим во владата. Добро вечер. Добро вечер, добро најдов. Професорот Трајко Славевски, член извршен комитет на ВМРО ДПМН. Добро вечер, професоре. Добро вечер. И професорот Маријан Петрески, универзитетски професор. Добро вечер и за вас, професор. Добро вечер и поздрав до гледачите. Најавена е економската дебата. Нема да ми забележите ако ви поставам само едно политичко прашање во влезот. Заев денеска вели без договори воопшто, без закон за јавно обвинителство нема распуштање на парламент. Мицковски мислам дека преку партиско соопштение се огласи и вели квалитетен закон зад кој ќе застане експертската јавност. Прашувам една политичка проценка, дали повторно се враќа на сцена онаа можност за одложување на изборите? Еве, повелете со вас, еве, како представник од влада и од партија. Па да, сметам дека дека повторно се враќа на агенда одложувањето на избори, туку се зборува за принципијалност. Ако се влезе во избори со еден договор, а во тој договор и после тоа уште неколку наврати видовме дека имаше сценарија на блокирање на одредени законски решенја кои што секако се на доброто на граѓаните, и после тоа се дојде пак до договор дека нема да има блокирање и сега гледаме нови сценарија кои што се очигледни не само со законот за јавно обвинителство, туку и за други закони. Секако секоја опција треба да се има предвид, затоа што е принципијална работа. Договорот е договор, ако сите политички чинители влегле со некаков си договор, сметам дека треба да стојат до крај, без разлика на колку време и напор би требало тоа да одземе. Сметам дека нешто што е важно не треба да има цена, дали тоа е 24 часа дискутирање, 48, 72 часа, независно на тоа, треба да се дојде до одредено решење. Сметам дека бойкотирањето на одредени закони со претекстот дека ќе се најде подобро решење, можеби после избори, е само одложување за одредени политички поени. И затоа сметам дека не уцена одложувањето на избори, туку е навраќање на принципијално договорени работи. Професор Славевски. Добро, ово звучи како уште едно алиби, нели, кое што го слушаме во изминативе 3-4 години. Да се подсетиме дека до избори во 2016 година дојде по две одложувања, по одлука барање на тогашната опозиција на господин Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, кога беа до некаде сигурни преку изборен инженеринг дека можат да постигнат таков резултат, макар и да ги изгубат изборите со 2 претеника разлика. Да подсетам дека и не беше известно кон крајот на минатата година дека на 3 јануари ќе има формирање на техничка влада. Истите овие ги слушавме аргументи. Сега, ако толку време се дискутира за еден од клучните закони, законот за јавно обвинителство, ако има од другата страна сериозни забелешки кои се подкрепени и од страна на експертите, нешто што многу транспарентно го презентира пред македонската јавност ВМРО ДПМН, а можеше да се види при јавната расправа од пред неколку дена, тоа говори само за едно. Говори за фактот што Социјалдемократскиот сојуз и господин Заев, кој што е начело на оваа партија, се свесни дека ги губат изборите, на тоа упатуваат сите анкети, анкетите што тие самите ги прават, и анкетите на независни институции, и најверојатно се носат со идејата, која што верувам дека нема да им помине, нема да одат до таму, да ги одложат изборите во надеж дека можат да ја поправат својата крвна слика, знаеме дека граѓаните се веќе одлучени и нивниот рейтинг може само да паѓа. А би се стрмоглавил доколку дојде до одлагање на изборите. Петрески.
Па јас се това го гледам во контекст на економијата. Значи, не минатите искуства покажаа дека секој изборен циклус е сврзан со некакво забавување економско. Значи, колку ние да сакаме да тврдиме дека бизнисмените се жилави или нели, често ги повторуваме тие флоскули, меѓутоа сепак податоците покажуваат дека има некаква воздржаност, главно нели помеѓу бизнис секторот, па би рекол дури и кај граѓаните како потрошувачи. Така што сега колку повеќе се пролонгира овој период во кој што сега навлеговме, толку би бил ефектот врз економијата по-забавувачки. Тоа всушност го потврдуваат и бројките за годините кои што ги спомна професорот Славевски, поради ситуацијата тогаш и двете години, 2016 и 2017, не испорачаа добри резултати, дури една од нив имаше благо негативна стапка на економски раст, така што мислам дека е неопходно да се заврши изборниот процес, вклучително и затоа што покажува искуството дека со доаѓањето на нова влада, без разлика дали тоа ќе значи промена во однос на политичка партија која што ќе формира влада или не, се дочекува со еден нов бран на оптимизам од економските агенти. Да, можете секако затоа сме на дебата. Сметам дека не би сакал да останам должен, а тоа е правењето на паралела 2016 и 2020. Во 2016 се бара предвремени парламентарни избори, но секако тогаш опозицијата може би бараше одложување затоа што не беа створени условите за да има прави, демократски и фер предвремени парламентарни избори, но секако однесувањето на опозицијата во 2016, тогаш на СДСМ, беше по-принципиелно од ова на ВМРО што го гледаме, затоа што немавме 1000 амандмани на било каков закон, како што сега ВМРО го прави 1300, 600, и ако може некој да ме убеди дека 1000 амандмани дадени, предложени за одреден закон се за доброто на државата, тогаш е тоа друг момент. И ставањето на втората паралела, дека тогаш опозицијата барала одложување, во овој момент прејудицира дека ВМРО бара одложување и затоа се тие амандмани, покажува одреден страв на ВМРО дека на 12 април секако ќе ги изгубат изборите, и тоа ќе значи дека ВМРО и оваа гарнитура на владење во ВМРО, не само овие 2,5 години, но и претходната, една за секојаш ќе го добие ударот од граѓаните кои што сметам дека веќе го имат добиено. Овој вториот аргумент е вака прилично хумористичен, што кажувате дека ВМРО го блокирало наводно донесувањето на законите за да го натера СДСМ да ги одложи изборите. Мислам дека ценат гледачите колку е апсурден овој аргумент. Видите, кога се злоупотребува европското знаменце за закони, кога стотици закони во последниот ден од функционирање на владата и дури во техничката влада се предлагаат по скратена постапка, кога се кршат сите процедури, не можете да очекувате, да речам, поинакво однесување за суштински закони кои што, да речам, наблегуваат во секојдневното живење на граѓаните. И да затворим ова дебата, нема смисла. Добро, веројатно ќе зборуваме, но да, јас се согласувам дека се суштински закони, затоа што тоа сите закони кои што денеска се уште на собраниска седница или на листа за да влезат во собраниска седница, се за промена на квалитетно промена на животот на граѓаните, како што беше законот за минимална плата, кој што видовме како помина и кој се гласаше, видовме какво е однесувањето на ВМРО, како што е законот за отпишување на долговите, како е законот за, не знам, увозот на... Сега дали господинот Бетичи, прашањето беше ќе има или ќе нема избори. Господинот Бетичи ја доразвива тезата на Заев дека тие сакаат да ги одлагаат изборите. Не е така. Ја само укажувам кој е кочничарот и зошто би требало да се одглави, затоа што имало принципиелен договор и затоа што има принципиелен договор да си останеме принципиелно до крај и на 12 април да отидеме на избори и консеквентно да ги видиме резултатите, во кои што веројатно ќе се убедите и вие сами, професоре, дека најдобрата опција е СДСМ во овој момент за оваа држава. Ќе одлучат граѓаните. Да, секако. Професорот Петрески спомна
ја поврза економијата, тука сме за оваа економска дебата, сакам малку таксативно да ги видиме економските неуспеси и успеси, ќе се согласам со вас, освен она што го велиме бизнисмените се жилави, воедно и делата дека ова можеби за нив ќе бидат едни од најдолгите избори, бидејќи и најдолг период практично се знае, се во најава, се знае датумот на одржување, па по автоматизам некој сето тоа ја носи таа воздржаност, абстиненција, неизвестност. Во овој дел сакам да погледнем еден прилог, го направи мојата колешка Адријана Митевска од Охрид, го таргетиравме Охрид, бидејќи Охрид предничи како град кој е меѓу првите според бројот на иселени луѓе, мигрирани не само со внатрешна миграција, туку иселени надвор. Да го погледнеме прилогот посветен на економијата и перцепцијата за економијата преку нашите сограѓани од Охрид. Евидентен но благ економски раст во делот на платите, бројот и изборот на работни места забележуваат економистите во Охрид. Дефицитот на кадари и енормната иселеност се двете причини кои ја подобриле економската ситуација во градот, оценуваат и граѓанските здруженија и бизнис секторот. Но од друга страна проблемот со иселувањето станува се поинтензивен, а се подобрата економска кондиција за жал не ги задржува, но и не ги враќа младите дома. Во делот на пораст на плати има напредок, меѓутоа кај нашите млади менталниот склоп е таков, односно начинот на размислување им е таков што тие и да примаат овде, да речеме, висока плата, сепак ќе се трудат да одат некаде надвор, мислејќи дека она му некаде зад границите ќе им биде подобро отколку тука. Работодавците, бидејќи не можат да најдат кадар, се принудени да овозможат подобри услови за работа. Од секторот туризам, која водечка гранка во Охрид, вела дека примањата за сите позиции во туризам и угостителство се зголемиле во просек за 100 до 150 евра, а во меѓувреме се зголемиле и бројките на приходи во туризмот. Охрид расте економски, но вработените во овој сектор се помалци. Во нашиот туристички сектор не е возможно да имаме вработени со минимални плати. За да имаш квалитетен кадар, мора да бидат над минималното. Ние како компанија лично имаме плати кои се споредуваат со една Црна Гора, која е јако развиена туристичка држава, која долго време веќе во НАТО и има еден постојан раст во туризмот. Тешкото наоѓање на работници го потврдуваат и агентите од сферата на електронските медиуми и дигиталниот маркетинг. Објавувањето огласи за вработување во компаниите се претвори во рекламирање на работни места. Значи, ние повеќе не објавуваме класични огласи, туку објавуваме реклами, банери или други форми на промоција на огласи каде што компанијата или фирмата која што бара работници го рекламира, буквално го рекламира работното место од условите кои што се нудат, слободни денови, со најголем акцент секако на платата. Платите може би се двојно зголемени во одредени сектори во Охрид, растат константно и мислам дека дури она минимална плата ретко која исплаќа се над таа минимална плата, некаде веројатно поблиску до просекот. Ако на пример до пред неколку години во супермаркетите платите биле 10.000, сега се движат помеѓу 18, а некаде и 26.000 ако работа трета смена. Но граѓаните на прашањето дали Охрид станува економски стабилна општина имаат различни ставови. Ништо, исто, све стива и по старо. Подобрено. Во кој дел? Прво туризмот се наголеми, а тоа е и на граѓаните, сигурно подобро. Години наназад, поголемиот дел од населението во градот екзистира од туризам, издавање соби, апартмани, хотели и ресторани. Значителна бројка на граѓани работат во неколкуте отворени погони од странски инвеститори, а доста добро котираат и приватните поединечни бизниси. Да, Охрид како повод за оваа економска дебата. Професоре Петрески, ќе почнам со вас. Еве, ако ве прашам, овие 2,5 години власт предводена од СДСМ, што можеме да изолираме како одлука економска која што е позитивна, дала ефекти, а што можеме да изолираме како економски неуспех? Па јас би почнал малку пошироко во одговарање на ова прашање. Мислам дека со промените кои што се случија во почетокот и средината на 2017 година, всушност видовме едно релаксирање на вкупниот општествен амбиент, кој што имаше значајна своја рефлексија и врз економскиот амбиент. Во целиот тој период, потоа она што значајно се промени е што, да кажеме, се искористија бенефити на еден поширок консултативен процес,
кој што би рекол владата многу успешно го менаџираше во таа смисла. Значи, можеше да се слушнат мислењата на сите стейкхолдери, интересирани страни во различни процеси, вклучително, да речеме, прашањата кои што беа покренати во ова анкета. Сега, значи, тоа овозможи да имаме една така по-релаксирана атмосфера во која што би ги донесувале одлуките, вклучително и економските одлуки. Сега, ако се фокусирам стриктно на економијата, би рекол дека владата дојде со една амбиција да оствари стапка на раст од 5%, нешто за што зборуваме долги години наназад. Меѓутоа, од една страна, историски гледано, податоците покажуваат дека такви стапки се тешко остварливи со ова структура на економијата, без да се направи некое значајно реструктурирање на економијата, но она што е поважно за последниве 2-3 години за кои што ме прашувате е што јавноста, по конкретно експертската јавност, немаше впечаток дека станува збор за некој робустен економски модел кој што ќе испорача таа стапка од 5%. Видовме дека се што беше ставено на една карта, тоа е одглавувањето на евроатлантскиот процес, евроатлантската интеграција, и тоа е позитивно. Тоа се очекува да даде сериозен импулс врз економијата, особено процесот на пристапување, значи не толку самото членство, колку процесот на преговарање за членство во Европската унија. Меѓутоа, тоа самото не е замена за економскиот модел. Економскиот модел треба да вклучи значи прашања како ние ќе го реформираме образованието, здравството и најбитно како ќе воспоставиме владење на правото. Да, се надевам дел од овие прашања сакам да ги отвориме и во образование и во здравство и од би го кажал, според анкета на Financing, граѓаните беа запрашани за тоа што треба да биде клучно во изборните програми на политичките партии. Имаше 20 одговори. Првиот одговор беше владење на правото. Вториот беше поквалитетно образование, третиот беше поквалитетно здравство и спречување на одливот на лекарите. Сите останати прашања во смисла на повисоки плати, нови работни места, повисока социјална помош, сите беа истиснати понатаму. Овие три се битни за да покажат дека навистина недостасувала една така долгорочна и добро структурирана рамка во која што ќе може да се оствари еден таков долгорочен раст. Професор Слависки. Додека е свежо за анкетата, јас имам податоци од други анкети. Се разбира, приоритетите, барем оние првите 5-6 и така натаму се тука некаде, но мене ме чуди како во оваа анкета на Financing не фигурира закадувањето, заштитата на човековата околина. Според бројни анкети, тоа е меѓу првите 2-3 места, би рекол, позади животниот стандард, владењето на правото и секако квалитет на образованието и здравството. Но да се вратиме на вашето прашање, еден рекапитулар, многу општ, нели колку што го дозволува времето, на економските перформанси на владата, предводена од СДСМ и ДУИ. Внимајте, ако сакаме да бидеме прецизни, треба да зборуваме ние само за 2019 година. Годината што е задна, затоа што и по собственото кажување и признание, тие нема со што да се пофалат во предходните година и пол, во 2018 и дел од 2017 година, затоа што самите кажаат дека се фокусирале на други прашања, не на економијата. Тоа со други зборови значи, или тие не кажуваат дека и да ја оставе економијата без влада, вака фиктивно погледнато, таа би действувала на автопилот, би испорачала стапка на раст некаде 2,9% колку што беа стапките на раст. За 2019 година не ги имаме конечните показатели, но ако е некаде стапката реализирана на раст нешто над 3%, таа е далеку испод она што е потенцијалот на македонската економија. Според сите пресметки на меѓународните финансиски институции на домашни експерти, македонската економија, вака како што е со ова веќе застарена структура, може да испорача раст од 4% и може би повеќе во услови на конјунктура на
кај нашите партнери, нели, кај кои што го остваруваме најголемиот дел од нашиот извоз. Внимавајте, факт е дека, и тоа ќе остане запишано во поновата економска историја, дека плата предводена од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ не го искористи овој така наречен златен период последниве 3-4 години на голем подем на светската економија, која што, како што гледаме, малаксува, а уште ова, ако се земе сега во вид што се случува, нели, со коронавирусот и неговите ефекти на економски план, кои што се непредвидливи, а претходно дојде до забавување на германската економија, други индустрии и така натаму, секако дека постојат сериозни предизвици пред македонската економија. Значи, стапка на раст од 3% ќе повтораме далеко од она што требаше да биде реализирано во услови на полна конјунктура и во услови на, како што кажа овој колегата Петревски, на амбиција, на ветување пред граѓаните дека ќе се остварува стапки на раст од таму на над 5%. Ќе одиме едно по едно, да. Битики, коментар во овој дел. Па сега, да не бидеме премногу цинични, но затоа што така го почнавме нешто со шеги и така натаму, ова автопилотот на ВМРО ДПМН во првиот квартал 2017 произведе минус 0,8% бруто домашен производ. Тоест 2017. Првиот квартал 2017, тоест последниот квартал на владење на ВМРО ДПМН беше минус 1,8% и вашиот автопилот сигурно ќе продуцираше 2% раст. Техничко владење. Вие владеевте. Тоа беше крајот на вашето владење, 12 години во кое што... А вие со одлагање на изборите го продолжувавте владењето. Кое што во последните 27 години, нели, имаме просечен раст од 2,7% во Македонија и сега тврдите дека тоа не сте го постигнале 12 години, а ние сме требале да постигнеме нешто на автопилот 2,7. Веројатно да, ама ние постигнавме 4,1% во првиот квартал 2019, 3,6 во вториот, 3 или 3,2 во вториот, 3,8 во третиот и така натаму, или ќе излезе за некој ден, веројатно податоците, ќе имаме отприлика 3,8% раст во Македонија. Но разликата структурно што се случуваше овие 2,5 години, во кои што не треба да забравиме, имавме 3 изборни процеси во 2,5 години, дека ние не зборуваме за раст, туку креиравме модел на развој. И тоа професорот многу добро го знае. И тоа е структурната промена. Кој модел на развој? Ме интересира да слушам. Ние зборуваме за држава, вие зборувавте за индивидуи. Затоа што на крај видовме богати индивидуи, не зборувате за држава, не зборувате за целиот народ. Ние зборуваме за штедење, вие зборувавте за задолжување и непродуктивни трошоци. Во суштина, многу лесно ќе кажуваме што се случуваше. Ја најдовте Македонија на 2,6 милиарди задолжена, ја донесовте на 5 милиарди или 51% задолженост од бруто домашниот производ, ние ја вративме на под 50% задолженост. Не велиме дека тоа е револуционерно 1% да намалиш, но укажува која е тенденцијата и како се справуваш со парите на граѓаните. Дека секој цент, секој денар е битен за оваа партија да оди таму кај што оди. 2006 колку беше задолженоста кога дојде плата на ВМРО? Не, вика рековте ја најдовте државата. Да. Па 50% беше задолженоста. Нивото на јавен долг во 2006 година беше 50%, проверете. Да. Со домакинско работење пред настапот на кризата ја донесовме на 26%. И јас го лемевте на 51%. Имаше 52. Имаше добро, да, имаше Скопје 2014 и економска криза. Имаше Скопје 2014, имавме 1000 споменици на 10 квадратни километри и затоа што е свежо, еве сега се враќам од состаноци со коморите, тоа што овие 2,5 години го направивме, тоа што професорот Маријан го кажа, не беше замисливо пред 2,5 години. А тоа е дека владата ќе седне со стопанството на партнерски однос, ќе зборува што треба да се направи за Македонија да оди напред. Тоа не можеше да се замисли. Ние бевме сведоци на притисоци, уценување. Ја тогаш бев директор на една од коморите
И во суштина можевме да се само сликаме со претходниот премиер и другите министри и да некако отприлика пред европската јавност укажуваме дека има процес на консултација. Буквално имавме една влада која што се беше ориентирана код одредени уцени, казнување и така натаму. Сето тоа е промена, тоа е моделот на развој. На крај, ако сакате, и веројатно немаме ние време денеска да разработиме и да зборуваме за се, но направивме структурни промени во придонесот на раст на бруто домашниот производ. Ако имавме интервенции од страна на владата со капиталните инвестиции Скопје 2014 во кое што сака да не убедат дека градежништвото во високата градба е тоа што го носи растот, ние спротивно на тоа денеска го имаме, ја имаме индустријата, ја имаме преработувачкиот сектор, ја имаме големата потрошувачка кои се двигатели на растот. Но велам, растот не е битен. Развојот е битен. И тоа е структурна промена во разговорот. Ајде, сте представник на влада и на владеачка партија, да сакам коментар од двајцата. Повелете, професоре, па вие, професор. Нема добро се нема на сценели да коментираме, ама дека имало прво нема нов модел на раст, немајте модели на раст, тоа е сериозна работа. Така. Имало структурни промени, кога кажувате структурни промени, треба да кажете каде се, дали е на пример зголемено учеството на индустријата во создавањето на бруто домашен производ во една деиндустриализирана земја како што е Република Македонија. Ние имаме само 12% учество на индустријата. Тоа плече корени од болна транзиција, пропагањето на предпријатијата во времето на неуспешна приватизација и така натаму и така натаму. Словенија има преку 20%. Значи, ако успеете вие да ја реиндустриализирате земјата, понатаму ако успеете да донесете компании кои што ќе создаваат нова вредност или домашните компании да гиоспособите да ја зголемат нова доданата вредност, тоа се структурни промени. Структурни промени може да има на пазарот на труд и така натаму и така натаму. А инаку, господин Бетиче, вие изгледа не сте прочитали извештајот пред мене на Меѓународен монетарен фонд, кој што зборува за тоа, сериозни критики на владата упатува, дека за сметка на ова е структурната промена неполна, за сметка на нереализирање на капиталните инвестиции кои што се на најниско ниво, како процент од бруто домашниот производ, се зголемени тековните расходи. Со што? Морам да ви реагирам, ова е тотално невистина. Како невистина сакате? Еве ви го графиконот, ако може и камерите нека фатат. Еве ги инвестициите, капиталните инвестиции по години наназад до 2014 година. 286 милиони 2014, 300 милиони 2015, 2018, 2017, 322 милиони во времето на владење на СДСМ. 2018, 200 милиони. 2019, 290 милиони, што е разлика еве од најдобрата година на владење наназад 6 години на ВМРО ДПМН е само за 4 милиони денари. Се цени во релативно во однос на бруто домашниот производ. А да зборуваме за вонбуџетските инвестиции 2014 на ЈПДП 2014 6,4, 2015 6,0, 2016 6,3, 2017 4,9, 2018 3,9%. Значи, се зборува во релативни односи како процент од бруто домашниот производ, затоа што бруто домашниот производ се зголемува. Ова се капиталните инвестиции од буџетот, така? Кои што ги компарирате. Капитални инвестиции, а капитални инвестиции, што се инвестициите во кои вие, тоест ВМРО ДПМН со закон ги изнесе од буџетот во надвор од буџетот, а инвестициите кои што ги прави ЈПДП. Знаете ли колку е процентот на реализација на капиталните инвестиции од ЈПДП само во 2019 година? Тоа додава, ако е реализација 30%, додава уште 20% поени, што е добро. 94%. На вкупната реализација на тоа сте 200 капиталните милиони во 2019, скоро 200 милиони во 2018, околу 140 милиони во 2017, предвидени за оваа година 300 и нешто милиони, и сега сакате да ми кажете дека тоа процентуално. Значи,
ние овде можеме да се надмудруваме до наутро со работата процентите и во бројките. приказна кога ја коментираме. Но структурно, кога ќе кажам структурно промена, затоа што професорот сака до некаде да ги каже, но не ги кажува. Еве што е структурна промена. Во 12 години на владење, 15 странски инвестиции, 250 милиони потрошени народни пари за 15 инвестиции, со само 14.500 вработени. Во 2,5 години владење, 187 компании поддржани, со креирани во приватниот сектор за 2 години на владење 47.000 работни места, со многу помалку пари од тоа што вие сте го потрошиле, некаде вкупно околу 150 милиони, тоест граѓански пари. Сакам знаете ли дека според законот за финансиска поддршка на инвестициите, 80% од исплатените средства се кон странски компании повторно. Не е вистина. Не е вистина. Не е вистина. Добре, ево нека проверат гледачите. Да, јас сум дел од комисијата и знам кому сме исплатили. Преку 80%, другите 20% преку фондот за инновации и технолошки развој видовме по какви критериуми се делат. Само треба да се навикнете долго да сте во опозиција, ќе ги немате податоците. Значи, така беше во времето на СДСМ, кога ние немавме податоци, вие треба само да се навикнете. Ние ги имаме податоците и знаеме. Па затоа ги испревртувате. Од 187 компании, ако е 80%, тогаш е Супер Македонија на прав пат, СДСМ е на прав пат, затоа што вие укажувате дека 80% од 187 компании во суштина се 160 компании кои што се странски дошле во Македонија, наспроти вашето победување. Не велам во компании. Па сега што зборувате вие? Во компании вие сте учили ли математика некојаш во животот или статистика? Како се ги извртувате? Не е процент од компаниите, процент од средствата е тоа. Истото што и вие. Значи процент од средствата. Не е вистина, така да ќе остана истата теза дека средствата за поддршка одат повторно кај странските компании, ако се вели дека се помагаат домашни компании. Домашните компании се помагаат на коруптивен начин, кој што го видовме преку работата на фондот за инновации и технолошки развој. Не е вистина. Затоа е свесна не е вистина, затоа што веројатно за да не биде дека само полемика правиме, ќе му дадеме на Маријан место. Но искрено, малку разликата, тоа се структурни промени. Овие 187 компании се сите компании со додадена вредност, со користење на висока технологија, кој што гротото, значи околу 155 се домашни компании, другото се странски компании. И не е вистина дека средствата одат кај домашните. Логистиката на домашните фирми. Професоре Петрески, вака кога ги гледаме работите, посебно она што го кажавте во воведот, релаксирање на бизнис климата во приватниот сектор, особено или го алудираме домашниот сектор, дали препознавате структурни промени во политиките како што зборува Битики? Се препознаа ли во тој однос? Ако зборуваме за растот, тогаш има структурно поместување во следнава смисла. Значи, претходно растот беше генериран главно од растот на еден сектор, тоа беше градежништвото, и тоа веројатно беше направено при првиот удар на глобалната финансиска криза, нели како одговор да се компензираат колку толку тие негативни ефекти. Може би тоа изгледаше разумна стратегија во тој момент. Меѓутоа, како што ослабнува ефектите од глобалната финансиска криза, таа стратегија не се промени. Значи, не се повлече таа стратегија, односно остана да трае низ целиот период. Сега наеднаш во 2017 година имавме повлекување на тоа амбициозно форсирање на еден сектор и благо поместување на политиките, би рекол едно хоризонтално поместување, зашто веројатно доста голем придонес даде планот за економски раст. И она што сега го гледаме, особено во 2019 година, е дека прво растот е воден главно од приватниот сектор, значи не е воден од еден сектор кој што е помогнат од државата, туку е воден од приватниот сектор и е на пошироко појасна основа. Значи, ако гледаме во претходните квартали, ќе видиме дека повеќето од секторите растат. Работата е дека тој раст сега е стабилизиран во овој период,
Меѓутоа секако не е доволен, затоа дискутиравме претходно, не може да кажеме дека тоа е некој фасцинантен раст кој што значајно ќе го подобри животниот стандард на граѓаните. Вака да ве прашам но едноставно. само уште една поента, но се согласувам со тоа дека добар поттик на растот ќе дадеше поамбициозното извршување на капиталните инвестиции. Според некои пресметки на Меѓународниот монетарен фонд, тие додаваат 1 до 1,5% поен на растот. Значи сега ако зборуваме за 3,5, ќе бил 4,5-5, ако капиталните инвестиции, особено во инфраструктурата, се извршувале со позабрзана динамика во најмала рака според она како иницијално тоа било планирано. Значи пред се во инфраструктурата, патиштата, железницата и така натаму, каде што секаде имавме ние одлагање, затоа што мислам дека не треба да гледаме само дека тие се извршуваат и особено да ги споредуваме со ребалансот. Со ребалансот се знае, тие се кратат, па кога ќе изразите како процент од ребалансот, тоа ќе испадне високо. Туку треба да гледаме што од тоа е сработено. Значи, знаеме ние сите што се занимаваме со буџетот, дека во таа ставка капитални инвестиции има се и се што, вклучително и мебел, коли и така натаму. Битна е таа компонента која што го поттикнува растот за која што јас ви изборував. Ке морам да се навратам само на прашањето на професорот Славевски. Рече да проверам во 2016 колку било јавниот долг. Не, шеста. Да, во 2006 33,2%. Еве. Јавен долг од извор Министерство за финансии и 2007 е 25,8, со тоа што не треба да забравиме е продавањето на ЕВН, приватизацијата. Тоест префрлање. Предходно беше 700 милиони. Евна бомбона бизнисот беше реализиран 2005 година. А кога трансферот на пари е направен? 2005-та. Не е вистина. Ако не И така е. Како може официјални податоци од Министерство за финансии. Видете како иде. Не. Се симнува на 23 2008, во 2017 на 47,7 и иде нагоре. Сакам да ви укажам дека кога зборуваме, јас имам податоци, можеме лесно. Сега ќе се навратам, да, вистина е кај капиталните инвестиции и ние велиме дека не е на задоволително ниво. Ние стигнавме на 78% реализирани капитални инвестиции во 2019 и пак велиме дека не. Најдобриот резултат во претходната власт беше 65%. Да го занимариме тоа. Еве само еден податок од ИПДП. 2007 до 2016, за 12 години, во Македонија се реализирани 650 км патишта, од кои регионални, магистрални, експресни и автопатишта. 650 км. Во Македонија, од 1.1.2018 до 30.12.2019 се направени 783 км. За 2 години ние сме надмашиле за 140 км повише од 12 години на владење на ВМРО. Што значи, тоа се нови патишта? Сите се нови патишта. Нови или реконструирани со бребење на 1 сантиметар асфалт и асфалтирање. Сега не брегуваме ние, можеби редовна практика на улици и патишта. Сега ќе ви кажеме. Ама не е релевантно тоа, господине Бетичи, тоа нема. Во 12 години владење на ВМРО, 0 мостови реализирани во Македонија, само во 2 години се 4 започнати и така натаму. Еве сега вашиот омилен проект во експресните патишта Ранковци Крива Паланка, затоа што таму ВМРО многу зборува. Во 2017, кога дојдовме на власт, најдовме кредит од Светска банка, кој што не даваше согласност затоа што имаше само 23% реализација на експроприација. Во меѓувреме, кредитот беше земен, камати плаќаат граѓаните, на нешто што не можеше да биде започнато, за да на 1.4.2018, од кога ние дојавме, имавме 93% реализирање на експроприација и во суштина се гради експресниот пат. Еве, отидете, видете го. Едно поедно да набројуваме. Знаете, ова нема да излече 10 километри повеќе или помалку патишта, нема да излече Македонија или да ја подигне економијата на Република Македонија. Кога станува збор за она што го начнавте за моделот на раст, господин колега Петревски
раст и развој се различни работи. Да. Ако сакате Знаете да многу добро, да. Не го предавам ја тоа. Па добро, ама затоа ви велам. туку, Моделот на развој, зборуваме за развој во Македонија, не за раст. За економски разборуваме. Стапките се на економски растеж. Развојот е нешто Зборуваме за модел на развој. Ја ви реков дека так. концептуално се разликуваме. Значи, забелешка на меѓународните финансиски институции, на домашните експерти е дека нашиот раст во последните неколку години се темели на потрошувачката. Имаме пад кај инвестициите. Ево се податоците за инвестициите и јавните и приватните инвестиции бележат високи негативни стапки на раст. Инвестиции во основни средства, ќе ги прочитам само последниве 2017-2018, минус 4,2, минус 6,3. Значи, тоа е во однос на овој претходна година. Јавните инвестиции 2017 во однос на претходната година минус 18,4, во 18 минус 16,9. Или вкупните приватни инвестиции, кои што се основа на економскиот раст, 0,8 2017, минус 3,3 2018 година. Домашните инвестиции, домашните инвестиции имаат во 2018 година пат од цели 31,1%. И од 2018? Да, 2018 година. Па ево, биле изнесувале, ова се во милиони евра, значи 1583 милиони евра, тоа се милиарди, милиарда и пол евра. А колку се странските инвестиции во 2018? Во 181 милиони. Странските инвестиции? 17, се извинувам. 614, 2019, 100... Па кажете ми историски, во 12 години владење на ВМРО, кога сте имале 640 милиони странски инвестиции? 2019 се 110 милиони. Значи, 113. Во 2 години владење 750 милиони странски инвестиции. Во 12 години владење, кажете ми колку се странските инвестиции. Со 250 милиони потрошени народни пари, донесовте 250 милиони инвестирани. Еден на еден. Господине Бешичи, овие 613 не се донесени. 80% од тие средства се средства на компаниите во зоните кои што го реинвестираат профитот. Тоа се инвестиции од претходно. Сега ќе влеземе, значи јас не сакам, никогаш не сум сакал во овакво обкружување да предавам во катедри на различните универзитети, но најверојатно ќе треба да почнам да предавам за да објаснам на студентите некои основни поими. Сакате да ми кажете дека реинвестираната добивка не е инвестиција? Не треба да ја броиме? Ви кажувам дека тоа е резултат. Не ве молам. 750 милиони се 750 милиони. Тоа е резултат на претходни инвестиции. 750 милиони. 750 милиони. И да видат колку од тоа е реинвестирана добивка. Знаете во бројка? Колку? Од 750 милиони во двете години. Структурата на тие. Мислите 2017-2018? Колку се за 2018 кај што било 614. Колку е од таа структурата на реинвестирана добивка што викате дека Мислам дека е некаде околу 450 милиони евра. Не помал се, 403 милиона. Добро. Ја направивте проценката. Петрески, да ве прашам во завршницата на овој дел од разговорот. Ги оправдувате ли и сметате ли дека на вистинско место завршија парите кои беа таргетирани преку оние фондови кои се активира, беа формирани претходно, но беа пасивни конкретно за домашните компании? Бидејќи со доаѓање на владата на СДСМ и на ДУИ, една од клучните цели која беше поставена е рамноправен третман и однос на владините политики кон домашниот и странскиот бизнис. Дали се случи тоа? Добро, сега мислам дека немаме детални податоци за тоа, барем јас не сум видел, можеби во владата имаат вака позадински, но мислам дека тоа беше едно коректно скршнување од ексклузивен фокус врз странските инвестиции кон поддршка на домашните инвестиции. Предпоставувам во мера во која што тие би можеле да ги апсорбираат таквите фондови. Меѓутоа да не заборавиме дека во тој период 2016-17 година се створи една негативна слика за странските инвестиции, што мислам дека беше погрешно. Странските инвестиции се еден клучен столб на тој модел за економски раст за кој што зборуваме. Без такво надворешно финансирање
мислам дека високи стапки на економски раст апсолутно не би биле остварливи. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да се занемаруваат домашните инвестиции. Мислам дека низ една таква програма е коректно и тие да се поддржуваат, но особено да се јакне поврзувањето помеѓу нив. Затоа што нивоата на продуктивност, без разлика дали трудова продуктивност или продуктивност на капиталот, се многу различни помеѓу странските фабрики кои што работат во Македонија и домашните предпријатија. И мислам дека, па би рекол, и единствен пат да домашните предпријатија подигнат својата продуктивност на повисоко ниво е да се вклучат во глобалните синџири на верига. Нели, еден начин на тоа за тоа е да извезуваат, меѓутоа не можат сите тоа да го направат. Оние кои што, да кажеме, се послаби во тој процес на поврзување, мислам дека треба да бидат поддржани, да се вклучат во синџирите на верига на странските компании кои што работат тука, меѓу другото и за да се избегне создавање, би рекол, на дуална економија, што во моментов не е теоретски концепт. Мислам дека податоците не се така дезагрегирани што ги публикува Заводот за статистика за тоа кој го генерира економскиот раст. Меѓутоа, ако би имале такви податоци, веројатно ќе видиме дека во поголем дел тоа го прават фабриките кои што се лоцирани во тирзовите, а во помал дел тоа е домашната економија. Тука го гледам структурното поместување кое што може да се направи во некој разумен рок од 5 до 10 години. Значи, потенцијалот и продуктивноста се вкупна на домашните предпријатија значајно да се подигне. Професоре, ако ВМРО ДПМНЕ треба ја пишува, предпоставувам, партиската програма за престојните избори, би чепнале, би го менувале сегашниот овој концепт еве како некоја одржлива рамка за бизнисот, зборувам за односот на власта кон приватниот сектор, домашен и странски? Видите, овој план за економски раст, кој што се подпираше на Фондот за иновации и технолошки развој, првиот и неколкуте мерки и Законот за финанска поддршка на инвестициите се подпира на еден застарен пристап во водењето на така наречената индустријска политика. Во која смисла? За гледачите да објасниме, индустријска политика е сите оние мерки на поддршка на државата на приватниот сектор, значи еден вид на државна интервенција. Во смисла на тоа што принципот е хоризонтален, односно се отвараме, па ајде сега кој ќе се пријави, кој ќе ги исполни пропишаните услови, тој ќе добие средства. Видовме, господин Битичи ја спори таа цифра, ја стојам зад неја, дека над 80% или околу 80% од средствата што се исплатени врз основа на Законот за финанска поддршка на инвестициите се исплатени на странски инвеститори, на странски компании, остатокот е на македонски компании, и тоа на во доста случаи, да речеме, и овој на проблематичен начин. Ние една од окосниците на изборната програма на ВМРО ДПМНЕ е модерна реиндустриализација. Кога била модерна реиндустриализација, мислам на тоа, она што претходно го кажав, дека Република Македонија не може да се подпира на буење на потрошувачката и од неја да креираме раст, туку треба да ја поттикнеме преработувачката индустрија, која што ќе подигне нивото на учество на индустријата вкупно во создавањето на бруто домашниот производ, и тоа на едно повисоко ниво на создавање на нова вредност. Именно новиот пристап ќе се темели на наместо на хоризонтален, на вертикален пристап, вертикален во смисла на мапирање на она со што располага македонската економија. Ние веќе тоа го правиме. Имаме сите предпријатија до производи, да речам, осознаено. И сега, видите, ние не можеме сега да помагаме предпријатија или да очекуваме дека ние ќе произведуваме мобилни телефони, но кога ќе знаеме кој предпријатие или која компанија со поддршка може барем во една наредна фаза доди за производ кој што има или за кој што има поборувачка на светскиот пазар, со тоа ја зголемуваме овој додадената вредност. Значи, овој модел на раст и дури на привлекување на странски инвестиции ја заврши својата работа. Тој е исцрпен. Внимајте колку и да се критикува пристапот од изминатите години со промовирањето на Република Македонија и инвестирањето на средства. Република Македонија беше ставена на мапата на странските инвеститори. Кој знаеше дека постојат инвестициски можности во Република Македонија, да речеме, пред таму 2005-2006 година,
освен овие крупните предпријатија како што беше ЕСМ, ЕВН, ОКТА и така натаму. Немаше никаков интерес за комерцијалниот сектор. Значи, да заокружам, еден пристап кон она што го нарекуваме модерна реиндустриализација и модерна индустријска политика која што заснива на најновите достигнувања кои што ги користат. Проценките се дека околу 100 милиони евра по различни основи завршуваат за поддршка 70 милиони евра. Дали сметате дека оваа сума или би интервенирале тука и со поголема? Не, сигурно сумата е релативно мала. Сумата е релативно мала, знаете зашто е мала? Затоа што за одделни мерки од планот за економски раст нема заинтересирани, да речам, братели на средствата. Тие недоволно се користат. Значи се погрешно таргетирани или не се доволно осмислени. Мислам дека сумата треба да биде значително поголема. Да, само да дозволиме професорот Петрески. Зборуваме за сумата и не е тоа толку битно прашање. Побитното прашање е дали еден денар кој што го инвестираме на ваков или таков начин продуцира повеќе од еден денар, значи има позитивен мултипликатор. Инаку апсолутно се согласувам дека сега е време да се промени таквиот пристап од еден општ пристап, така грубо кажано дај-даш, кон пристап кој што повеќе ќе ги експлоатира компаративните предности на нашата економија. Дури мислам дека сме и закаснети во тој дел, затоа што политиката на привлекување на странски инвестиции во претходната деценија и повеќе се базираше на таков пристап. Всушност имаше еден тренд на доаѓање на автомобилски компании од средна Европа кон нас, значи кон југоисточна Европа, и всушност таа политика тогаш го искористи таквиот бран. Меѓутоа, тоа го генерира овој проблем за кој што зборувам, дека сега поврзувањето меѓу домашните фирми и странските фирми е тешко, затоа што се на различно технолошко ниво работат во различни сектори. Добро. Завршуваме овде со вас во овој дел повели. Веројатно, тука би се согласил дека на Македонија и треба нов долгорочен план за развој, во кој што ќе зборуваме за индустријска политика, ама искрено, некој кој што 12 години е имал таа можност нешто да направи, да зборува за нешто, а ги знаеме примерите. Индустријска политика за ВМРО е резултатот фени. Вие знаете најдобро, затоа што во вашето време знаете што се случуваше со фени, па го оставивте до 2018, па требаше да дојде една власт предводена од СДСМ, за да еден од клучните, да кажеме, чинители во стопанството го врати таму кој што заслужува да биде, и затоа нема да збориме кој може да зборува за индустријска политика. Пример, фени на секои 4-5 години завлегува затоа што ќе видиме, еве производот е берзански производ, на секои 4-5 години завлегува во криза. Ние успеавме по пример на добро работење и домаќинско работење и со клучен пристап, што е различно. Затоа што прашањето беше што е различно и што ќе понудите различно. Да, сакав малку да видам деталите од програмите. Дека има сериозни тужби за начинот на кој што беше приватизиран фени, и да оставиме да... Добро, тоа е друг модел. Но да зборуваме за модел, нов модел, каде што ние бевме сведоци да привлекувањето на странски инвеститори и воопшто нетретирањето на домашните компании и на домашното стопанство, воопшто никој не беше заинтересиран 12 години за домашните компании, како они ќе бидат во вредностниот верига, зинџир. Некој не може да ме убеди. Дополнително, имам уште малку. Дополнително да сите договори беа тајни договори, сите договори со странските инвеститори промовира мизерни минимални плати од 9.000 кои што продуцираше сиромаштија во држава, наспроти моделот кој што ние сега го таргетираме, а тоа е инвестиции со висока технологија, со добро платени работни места, со добивање на државни пари и субвенции од државата, само ако докажат дека даваат достоинствени плати. Тоа е модел различен. Секунда, некоја професор, и завршуваме во овој круг. Видите, да се тврди дека не биле помагани домашните компании и дека нема кој да ве убеди, јас ќе ве убедам, со намалување на стапката на одначување на добивката од 15 на 10%,
владите на ВМРО-ДПМН секоја година оставаа во економијата по 50 милиони евра. 50 милиони евра, значи секоја година. Проверете ги податоците. Значи, не ми направам калкулација. Не можете и од друга страна со иста даночна ставка, тоа значи 70 милиони наши секоја година продуцирале дополнително. Едно е да водите политика на привлекување странски инвестиции со затекната стапка на веројатност од 38%. Ај побарете дали беше 38% стапката на веројатност во 2006 година. А друго е сега кога сте ги исцрпели тие ресурси. Ние не можеме да привлекуваме странски инвеститори затоа што немаме работна сила. Овде морам да направам пауза, Овде морам да направам пауза, да остапам простор за нашиот маркетинг и се враќаме во студио. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Ќе почнам со професорот Петрески, а бидејќи малку за помош ми треба, не го проверив податокот во однос на платите. И во овој нов извештај, професоре, вие го носите од ММФ, а што е, мислам дека повторно е нотиран оној ризик од понатамошно зголемување на минималната плата ако не соодветствува со стапката на раст и на продуктивноста едниот момент. И вториот момент што сакам да го прокоментираме, едно од клучните ветувања на СДС беше републички просек на плата од 500 евра. Сега во моментов во полн мандат, тоа се користи сега како адут. А сега имаме нели на половина, нешто повеќе од половина од мандатот истрошен, републичкиот 857. Значи близу 26.000 денари, сепак има позначителна стапка на растика и републичкиот просек. Оваа политика на зголемување на плати, вака поедноставно да прашам, бидејќи математички го постави прашањето, мислите дека се почувствува во реалната потрошувачка, во реалниот живот, ја почувствуваа граѓаните? Видете, да почнам да се навратам на прилогот што го имавте и во прилогот преовладуваше тоа чувство дека сега некако пазарот притиска, прави некој притисок за зголемување на платите. И тоа да речеме еден позитивен притисок затоа што доаѓа од состојбата на пазарот на труд, каде што имаме една поголема побарувачка за работници, а понудата, особено на подобро квалификувана работна сила, сега е по-скромна. Но она што ме прашувате во прашањето е еден друг притисок врз платите, кој што повеќе доаѓа од нормативно, законско зголемување на платите, значи пред се минималната плата, а сега и законот за субвенционирање на платите. Двата ќе извршат зголемување на просечната плата и ова зголемување кое што сега го цитирате, а кое што во претходниот период од прилика 2 години може да достигнува и околу 10% кумулативно или може да и повеќе од тоа, е главно благодарение на зголемувањето на минималната плата. Меѓутоа, и домашната експертска јавност и меѓународните финансиски институции се едногласни дека тоа зголемување не е одржливо ако не е проследено со пораст на продуктивноста, што на крајот го призна и самата влада. Го призна со тоа што рече ќе зголемиме минималната плата од 12.500, а претходно од 10.080 на 14.500 паралелно со тоа ќе ги субвенционираме придонесите. Тоа е мерка за поддршка на стопанството. Така е, таа е мерка за поддршка. Дел е за формализација на платите, затоа што знаеме дека го имаме оној феномен на плата во плико. Меѓутоа, дел е и за еден општ пораст на платите. Би рекол дека сега треба ние да ги видиме до крај фискалните ефекти од сето тоа. Затоа што на крајот може да притиснат врз јавниот долг, кој што сега заклучивме дека е стабилизиран. Меѓутоа, ако притиснат врз јавниот долг, тогаш ќе се соочиме со иста ситуација како што имавме претходно на рапидно зголемување на задолжувањето. Инаку, јас сум се произнесол, мислам дури во вашава емисија, дека без поттикнување на продуктивноста, што е на долгорочна стратегија, тешко дека ќе се дојде до таа плата од 30.000 денари, без разлика полн или неполн мандат. Трендот е позитивен и сега фактот дека имаме еден таков таргет од 30.000 денари или 500 евра, прави ние да споредуваме со тоа, наместо да го гледаме растот во претходните 2 години, кој што е и доста солиден, би рекол. Сакам само да додадам дека граѓаните, кога ќе се каже изборно 500 евра, граѓаните едноставно веќе ве држат
за збори го очекуваат тоа. Зборувам со народот поедноставен со јазикот. Последните 2 години, ако завршите, последните 2 години платите растеа со ставка од 4,5% со сите овие мерки што ги примени владата на СДСМ и ДУИ. А во периодот 2006, 2014 или 2015 година платите растеа со стапка од 5,4%, без никакви интервенцијистички мерки. Проверете ги потоците. Сеќавате колку беше по 12.000 беше просечна плата 2006 година. Тоа е веќе овај историја. Ако нам, на домашните експерти, да речем, не ни верува владата или некој дел од јавноста, Меѓународниот монетарен фонд го кажа тоа во последниот извештај. Не се реализира или не се остварува целта за намалување на сиромаштијата преку оваа мерка. Една од основните цели беше да се намали сиромаштијата. Тие кажуваат дека напротив сиромаштијата може да се зголеми, затоа што превисоко поставена минимална плата во однос на просечната плата, а само да подсетам, ние сме рекордер во регионот, може во Европа, во тој сооднос релативен на минималната плата во однос на просечната плата 53%. Се смета дека некаде оптимумот е околу 40%. Кај нас во јавноста се манипулира со една цифра од 60% релативна, дека нели тоа и синдикатите го заговараат, дека минималната плата требало да биде 60% од просечната, ама тоа 60% е од средната плата. Господин Петрески е единствениот во нашата стручна јавност кој што има цитирано податок дека средната плата во Република Македонија изнесува некаде околу 18.500 денари. Во моментов Македонија е светски рекордер во односот на минималната плата, овие 14.500, во однос на средната плата на тие 18.500, што е секако неодржливо. ММФ, ево на страна 22 од извештајот, секој може да прочита. Кажува дека тоа ќе намали значително конкурентноста на македонската економија, што ќе доведе до губење на работни места, значи на извозната способност и она што и јас лично го кажував дека со најдобра намера да им помогнете на оние на кои што сакате да им помогнете, да ги зголемите платите, всушност им одмагате со тоа што еден добар дел ќе ги направите невработливи, затоа што фирмите ќе почнат да ги затвараат своите погони. И исто така ММФ упатува на една многу друга важна работа што ние поинаку ја кажуваме. Ние кажавме дека се направи компресија на платите, значи внатре во самите предпријатија. Фирмите не можат сега да ги зголемуваат и повисоките плати, па сега дојде оној што имал пониска плата претходно, следниот, да речам, во хиерархијата има некоја разлика со која што е задоволен или задоволна, затоа што неговите или незините способности, квалификации и така натаму се на едно повисоко ниво, сега се, вели Меѓународен монетарен фонд, се обесхрабрува инвестирањето во вештини, затоа што, ќе кажете, па чекајте, кога оние што има ниски плати, сега ме достигнаа мене, работодавачот нема можност да ја зголеми и покрај тоа што владата му ветува дека ќе му помагала, а не се користи така. Она урамниловка што на микро ниво влијае многу негативно на мотивацијата кај вработените. Да, уште кратко. Само една реченица ке ме потврди или демантира Фатмир, но мислам дека и владата имплицитно си го призна ова, укажување и на ММФ и на експертската јавност, со тоа што тој притисок за растот контра таа урамниловка сега го поддржува со субвенциите. Значи, имате, пак ја кажам, два различни концепта во владење. А тоа е и два различни модела. Или ќе бидете со професорот и неговиот модел кон луѓето, а тоа е да ги поддржува поединците, тоест собствениците на компании, а ќе даваат 8.000 минимална плата и 9.000 минимална плата, или ќе бидете со концептот на владење на СДСМ, во кој што ние сакаме луѓето да имаат достоинствени примања, но далеку од примања кои што се долни за да ни уживаат во квалитетот и да го имат квалитетот на живот кој што треба да го имат. И еве ќе ви кажам како го чувствуваат. Вие во владењето, затоа што тоа е пристапот. На граѓаните им треба 4 минимални плати за да ја задоволат потрошувачката кошница, во време од 2,5 години им треба 2,3 минимални плати. И се уште не велиме дека тоа е доволно. Затоа бројот на луѓе кои што добиваат минимални плати се намалува и затоа креираме мерки кои што ќе ги поддржиме,
компаниите кои што не може да го издржат. Еве еден податок кој што не сакате затоа што убаво е да ги читаме извештаите, ја цел живот читам извештаи. Не на факултет, во реален сектор. Кога го прочитате извештајот, не идете на страна 22, туку идете на 36 страни. И ќе ги прочитате сите различни нивни сугестии и ќе видите дека да, они повикуваат да се пази на зголемувањето на плати, но наспроти тоа велат дека сите мерки кои што се превземаат во сузбивање на сивата економија се многу добри и кажуваат пофални зборови, затоа што велат дека сето тоа можеби ќе донесе ефект кој што зголемувањето на плати нема да има негативна реперкусија на буџетот. Сивата економија е зголемена како процент од бруто вашиот производ во последните неколку години, како што е зголемена и перцепцијата за корупцијата. Јас не упаднав додека ги имавте завршените зборови, така мислам дека треба. Но различно е да добиеш 9000 плата, да добиеш 14500, тоа е 5500 денари повисока плата. Различно е да добиваш повисоки пензии наспроти со стабилен пензиски фонд. Различно е да добиваш значително поголема социјална поддршка за тие на вистина кои што им е потребно, наспроти социјална помош која што е мизерна и која што се дава на сите партиски војници. Различно се надевам дека ќе имаме можност и прилика за уште некоја ваква економска дебата, имаме уште многу до изборите априлски. Кратко само со Дајсон Фатмир, предпоставувам учествувате во креирање на во новата програма во економска дел, вие професори имате, предпоставувам, исто ангажман во партиската програма економска дел. Јавно е кажано пред повеќе од година и пол дека јас го раководам тимот подготов. Со ваш подпис ќе биде. Ајде ќе ги видиме програмите кога ќе излезат, па ќе направиме нова некоја компаративна анализа. Професорот Маријан, па помислив да го прашам дали би се ангажирал политички во некој од таборите. Експертската јавност и сите чинители за да добиеме најдобра програма секако. Петрески, професоре Славевски, бидејќи ви благодарам на сите тројца. Ви благодарам вам, почитувани гледачи, за вниманието. Го најавам вечерниот дневник, од мене пријатно.